Од она што го слушнав и јас од известителот, точно е дека Динопаркот беше отворен пред 1 месец и тоа во сред политичка кампања. И после 1 месец од отварањето на овој објект, сега се пишманите и кажувате дека не било тоа така планирано. Изненадени сте од големиот наплив на луѓе кои доаѓаат и сега треба да бараме друга комбинација за да ова биде одржливо и да може да продолжи понатаму да функционира. Мене ми стои едно друго сценарио по-веродостојно, а тоа е дека однапред вие сте знаеле дека овој Динопарк ќе биде инвестиција на општина Штип и однапред сте знаеле дека тоа треба да биде понатаму бизнис на некој приватник кој ќе се пријави, со кој ќе склучите договор. Тоа е моето мислење и не може да му убедите дека не е така. Цената која сега се плаќа за деца е бесплатно, но за возрастни 80 денари. Доколку направиме еден просек на дневно ниво да ставиме 100 карти, излегува иста сума која, дури и поголема сума која ја имате вие предвидено за земање кирија од овој објект. Така што за 15 години приближно би се вратила инвестицијата со оваа цена која е сега од 80 денари. Сигурно дека нема да остане таа цена доколку се даде под закуп, значи ќе се качи повеќе кратно, ќе има оправдување зашто тоа да биде така, инфлација и така натаму, така што може да очекуваме дека цената и повеќе кратно ќе се качи во однос на тоа што е сега. Ние како советници ќе гласаме против оваа одлука и стоиме на ставот дека општината со своите капацитети треба да стегне заби, да си создаде услови. Тезата дека општина Штип нема капацитет да го одржува овој објект, за мене не држи. Можеби оваа власт на прва се предава и тоа на тој начин се обидува да ги реши проблемите со давање под закуп, под наем на приватни лица.